По бурните реакции во јавноста и алармот на експертите, владата го одби предлогот на заев за минимална плата за администрацијата. 14.500 денари во април и мај ќе земаат само именуваните функционери, министрите, градоначалниците, директорите на јавни предпријатија. Ова сепак нема да важи за директорите во јавните здравствени установи. Приватните фирми пак ќе добијат две опции: минималец од 14.500 денари за секој вработен или субвенции за придонесите во висина од 50%. Ќе мора да исполнат и неколку предуслови: да не делеле дивиденди, бонуси и годишни награди. Оние кои ќе прикажат загуба за тековната година ќе им бидат простени парите. Другите ќе мора да ги вратат. Ова ќе важи и за медиумите. Работодавачите што ќе добијат финансиска поддршка од оваа мерка имаат оврска истиот број на вработени што го имале во моментот на аплицирање да го задржат заклучно со месец септември 2020 година. Добиената финансиска поддршка нема да ја враќаат работодавачи што искажале загуба за 2020 година. За останатите, враќањето е лимитирано до износ од 50% од добивката пред оданачување зголемена за оданачивите расходи. Малите и средни предпријатија ќе добијат можност за бескаматни кредити со грејс период од 12 месеци. Најмалку ќе може да земат 3.000 евра или максимум до 90.000 евра. 50 милиони евра преку Развојната банка ќе нудат деловните банки за поддршка на ликвидност на компаниите за нови проекти и нови вработувања. За физичките лица пак банките да ги одложат кредитите за 3 до 6 месеци. Со оваа уредба се овозможува банките на лесен и едноставен начин да ги одложат кредитите на своите клиенти без подпишување на анекси и без одење на шалтер во физичките локации на банките. Банките на правните лица ќе им понудат поповолни услови како пролонгирање на отплата, репрограм, грејс период, поповолна каматна стапка и слично, додека кај физичките лица банките ќе ги одложат отплатите на ратите на од 3 до 6 месеци. Минимална плата за следните 2 месеци ќе добијат и спортистите и уметниците. Граѓаните кои останале без работа ќе добијат 50% од просекот кој го земале во последните 6 месеци. По 7.000 денари ќе добија и секое домакинство со лица кои не се вработени или биле дел од неформалната економија. Тука пак влегуваат 50.000 семејства. Владата одлучи да ги стопира извршувањата до крајот на јуни. Забрането и отварање на стечајна постапка и до 6 месеци по завршување на кризата. А ќе се формира и солидарен фонд за помош на стопанството кое се соочува со последиците од корона кризата.